на сите. Јас сум Велјан, кој не знае Золу 33 Чарли од Кавадаци. Оваа година имаше камп за млади кој е организиран од ИАРУ и од Бугарскиот радиоаматерски сојуз. Од Македонија присуствувавме, како што кажа Миле, четворица, јас, Андреј од Битола, уште еден Андреј од Битола и Ване од Неготина. Кампот се одржуваше во Софија, во Бугарија. Траеше од 12 до една недела, 7 дена, рекол од 12 до 19 август. Присуствува многу млади радиоаматери од многу земји, вклучувајќи и членки кои не се од ИАРУ регион 1, Јужна Африка, Австралија, и бевме околу 80 млади радиоаматери. Од активности секој ден можем да кажем дека имавме полн распоред од сабајле до 9 навечер. Морам да кажам, да искористам приликата, пропуштих преска да кажам. Велјан, иако е млад, тој како тим лидер, таму беше еден од најискусните во целиот камп, да кажам и 2-3 збора за него, дека лани успеа да биде трето место освои во свет. Во еден од најпрестижните натпревари по одржување на радиоврски со радиоаматери од цел свет, во кои учествуваат илјадници радиоаматери од целиот свет, тој успеа да биде трето место во свет. Тоа е огромен успех. Не е туку така постигнат, со големи напори, со огромна желба и надпреварувајќи се со радиоаматери кои што нема категорија на млади или на повозрастни. Таму беа најголемите експерти од светот, се обидуваа да земат прво место, второ, трето, ама он, го освои третото место. Тоа е уште поголем успех. Затоа што да си ги приуштиме во Македонија, тој го постигна тоа место. И со самоградби антена, значи антената сам си ја направи. Додека на другите учесници сигурно употребуваа опреми кои што се илјадници долари скапи. Тој успеа трето место да земе, тоа е огромен успех. И не е само единствен, имаме и други кои што земаат високи места. Значи Македонија е позната по радиоаматери кои го оставаат срцето кога се надпреваруваат, значи се соживуваат со надпреварот и со огромна желба, мотив и сакаат да успеат и успеваат. Тоа е. Браво, честитам. Не беше исполнето со многу активности, меѓу кои секој ден имаше предавање, така наречено тренинг на тренер или инстанирај го тренерот, за да понатаму тој, односно тие што бевме присутни таму, од младите да можеме да обучуваме други млади и да организираме такви слични активности. Покрај на предавањето од тренинг на тренер, исто така беше презентирано од повеќе земји кои организирале веќе некаков сличен камп, како сабрегионален и слично презентира од Австрија, од Финска, Шведска. Всушност секоја земја требаше да презентира што се случува на полето на млади радиоаматери во нивната